Добро вечер и добре дојдовте во новата емисија на Алфа. Секој понеделник во овој термин под лупа ќе биде најактуелната тема од изминатата недела. Токму затоа, вечерва ќе зборуваме за легализација на марихуаната и низината злоупотреба. Изминативе денови се случи рекордна заплена на марихуана тешка десетици тони. Очигледно не произведена за медицински цели, туку за растурање на црниот пазар. Истрагата треба да покаже колку од 62 лиценцирани фабрики за производство на марихуана работеле законски и одгледувале прописно, а колку саделе на ниви и се занимавале со шверц. Се почна откако во Србија беа запленети 5 тони марихуана за кои српските власти тврдат дека потекнуваат од Македонија. Уапсен е македонски газда на лиценцирана фабрика за производство на медицинска марихуана во Србија. Пред да почнеме со дискусијата во студио со моите гости, предлагам да го погледнеме прилогот во кој има многу повеќе информации на оваа тема. Македонските и српските истражни органи соработуваат за да се докаже дали 5 запленети тони марихуана во Србија се поврзани со рекордната заплена на канабис во Македонија. Официјално соопшти обвинителството, но кај нас се уште нема приведување и сослушување на лица, ниту информации во колку фабрики полицијата влегла да проверува незаконско производство. За сега само еден е приведен и тоа од другата страна на границата. Станува збор за Иван Градник, косопственик на Алфа Фарм, фирмата во која македонската полиција пронајде десетици тони марихуана која не е правилно спакувана за да може од неа да се произведе масло. Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите пред митниот обвинител е во комуникација со обвинителството за организиран криминал на Република Србија, а со цел размена на информации од значење за постапката, што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната. Воедно, јавниот обвинител од македонското обвинителство презема и други действија согласно своите законски надлежности, вклучително и сослушување лица во својство на сведоци со цел прибирање докази и факти релевантни за постапката. Во недостиг на официјални информации, јавноста бара одговори, има простор за секакви шпекулации. Главното прашање е дали во Македонија години наназад се садала марихуана надвор од законските прописи наменета за наркопазарот, наместо за производство на масло, кој е надлежен да врши контрола и кој ги дозволил овие пропусти, преку кои неверојатно се организирал шверц тежок десетици тони марихуана, која завршувала на наркопазарите во ЕУ. Производството на марихуана се дозволи со закон во 2016, а го изгласа претеничкото мнозинство на СДСМ и ДУИ. Во 2019 екс-премиерот Зоран Заев скрои предлог закон со кој сакаше да се дозволи и извоз на цветна марихуана, а не само масло, но ова не му помина. Подоцна во 2022 со правилник истата влада марихуаната ја префрли во втора категорија на дроги и со тоа се дозволи извоз на цветови. Од она што е досега познато, скопската Алфа Фарм и струмичката ЦБД Медплант, од кои беше заплената околу 40 тони марихуана и шишиња недоработено масло од канабис, не ги почитувале посебните стандарди за поседување, производство и набавка. Владата на утрешната седница треба да донесе одлука што ќе им ги отвори вратите на истражителите во околу 60 на фирми за одгледување на марихуана за медицински цели. Очекувањата на премиерот Мицкоски се дека ќе бидат запленети уште најмалку 60 или вкупно 100 тони марихуана. Од 62 фабрики, околу 35 се активни, останатите не пријавиле производство, а на некој од нив им е одземена лиценцата. Дел од здруженијата кои се борат за легализација на марихуаната бара законски измени преку кои ќе се заштитат пациентите, а не производителите. Истрагата се проширува до македонските фирми откако во Србија беше уапсен Драгник, кој се јавува како косопственик во скопската фирма, струмичката пак ЦБД Медплант, кај која најдоа десетици тони марихуана е во сопственост на Христијан Котев, чиј татко во периодот кога ја отвориле фирмата, бил председател на огранокот на СДСМ во Ново село. Го погледнавме прилогот во однос на темата за која што ќе разговараме вечерва, а тука со мене во студио се двајца истакнати адвокати. Можам да кажам дека и двајцата досега работат со кривична материја и доста добро ја познаваат оваа тема. Ќе зборуваме за можни злоупотреби, за законот, за тоа дали е добро да имаме легализација на марихуаната или не. Ќе почнам од господинот Дуковски. Моето прашање, она што јавноста навистина ја интересира, десетици тони марихуана, станува збор за 40 тони, рекордна заплена, најавени се уште 60 тони. Имаме уапсени лица, приведено лице во Србија, меѓутоа во Македонија од последно е дека обвинителството вели соработуваме со
со Србија, меѓутоа во Македонија се уште нема информации, истрага за кое дело може да станува збор и немаме приведени лица, ниту сопствениците на фабриките кои што нели со лиценца работеле, имаме само информации дека се сослушуваат, нели е малку скептично тоа што до сега нема приведени лица? Не, воопшто не е скептично, чак што више мислам дека е особено прагматично, професионално и правилно направено. Тоа што кажавте дека до сега биле 40 тони запленети, тоа ништо не значи. Едно е заплена, друго е тоа да биде предмет на одредена кривична постапка. Ќе видиме дали тоа ќе биде предмет на определена кривична постапка. Овој случај, како повеќе случаи, е заедничка работа на обвинителството за организиран криминал и корупција на Република Македонија со така наречениот ТОК, односно Тужилоштво за организован криминал во Белград. А самиот министер за полиција во Србија, Дачич, не е воопшто сигурен дали таа марихуана е набавена од Македонија или он употребува термин еден сусед, односно дали е од Македонија или е од Албанија. Така што би било крајно непрофесионално и ова е многу очекувано во овој момент да сите искачаат со било какви соопштенија. Секако дека тимови работат на тоа, псењата се последниот и најчистиот дел од целата постапка, што сметам дека е најмалце проблематично во овој случај. Но знаете како, не е битно дали биле запленети 40 тони или 400 тони марихуана. На крајот на денот битно е дали има нешто нелегално во таа заплена, дали тоа е од некаков си управно правен карактер или друг карактер, кој што не е исполнет од страна на тие компании, или е тоа предмет евентуален за кривично дело. Во овој момент, освен оние луѓе што го работат тоа, а тоа се истражителите од едната и од другата страна, и од Србија и од Македонија, никој не може тоа да го потврди. Ако сакаме ние сега бомбастички вести да имаме и да тргнуваме од количината, а не од квалитетот на доказите, ќе речеме фатени се 40 тони. Да, меѓутоа веќе е најавено дека марихуаната не била спакувана онака како што треба, доколку се употребува за медицински цели. Еве може да го прашаме и господинот Митровски, дали според вас, мислам, од оние до сега веќе објавени информации, нели би требало да има некој барем приведен, еве собственик? Го делам ставот со колегата Дуковски дека запленети 40 тона канабис без да се докаже дека се предмет на кривично дело не значи ништо, од причина што и се очекува во фабрика за канабис, нели да има канабис. Со тоа што не го делам ставот дека пропустот може да биде од правна природа, од проста причина што и неправилно евидирање, одгајување, непријавување на самите растенија или на неточен број на растенија е кривично дело и по самиот лек специјалис, односно по самите измени на закон за контрола на опојни други психотропни супстанции, има посебно кривично дело за самото правно лице, а нели за физички ве потпаѓаат под кривичниот законник. Така да 40 тона канабис на крајот на денот теоретски може да излезат и дека се и сосема легални, но видете, има би ви посочил еден предмет кој што се уште тапка кај нас во место, кој што е познат на јавноста, да пред неколку години беа од фабрика запленети или од склад на фабрика запленети 7 тона канабис, па се уште мислам дека нема прогрес во предметот, затоа што не може да се утврди дали е канабис кој што е богат со ТХЦ, која што е психотропна супстанца или индустријски коноп, бидејќи немојте да заборавите дека ТХЦ-то е забрането. Самиот канабис како растение ако нема над 0,2% ТХЦ по меѓународните стандарди, односно по стандардите на единствената конвенција за наркотични дроги на Обединетите нации од 60, значи и потписници сме од 88, односно е ратификувана кај нас, тогаш тој канабис е сосема легален. Ние мака сме мачале со заплена на канабис богат со CBD, ако и немал ТХЦ, да се докажуваме, бидејќи кај нас, барем до сега, форензиката на МВР нема можност
да ги разграничи овие компоненти, туку тие вештачат само дали е канабис или не. Сега дали има уапсен или не. Не бадијала е пред истрага, истата е тајна, ние можеме сега да шпекулираме, може да се шпекулира, има соработка меѓу Србија и Македонија, потекнува канабисот од Македонија, не потекнува, меѓутоа пред истрагата е изричито тајна. Кај на законот за кривична постапка дали е истрагата баш тајна или не е, малку и не е убаво конципиран, но за пред истрагата изричито е наведено дека е тајна и ние официјална информација, можеби вие како новинар нормално ќе добиете од ваш извор информација, но официјална информација нема да имаме. И она што го спомна и Дуковски, дека опсењето треба да се обезбедат докази, па потоа да се оди на апс, но не е за изненадување. И да завршам во делот на начинот на чување на канабисот, строго се пропишани условите како се одгледува канабисот. Значи, секој простор треба да биде поделен во простори за секоја фаза на одгледување, од така наречени бебиња, значи во првите, 2 до 4 недели, па понатаму, па има посебни клонови, па посебни простори за берба, сушење и така натаму, кои што треба да бидат меѓусебно поврзани, да има посебна вентилација, која што треба да биде негативна и треба да се пакува на посебен начин. Секој пропуст на ваков тип на одгледување не значи пер се кривично дело, тоа може да биде она што го спомна Нели Сашко, дека може да биде пропуст кој што би можел да доведе до одземање лиценца, но не и кривично дело. Да, но што е со контролите? Сепак имаме надлежни институции кои што требале да вршат контрола. Колку е производството, колку е производството, дали е произведено онака како што треба. Дали навистина поседуваат сертификати за извод, бидејќи ЕУ земјите нема да ја прифатат било каква марихуана. Нашата комисија не треба да се грижи дали има GMP, но она што треба да се грижи, видете, има 5-члена комисија од Министерството за здравство. Контролата тука е двојна, односно надлежни се и Министерство за здравство. Да, тука ќе морам да те прекинам. Таа комисија нема ни простори. Таа комисија една година воопшто нема заседаван. Значи, немаше ни председател долго време. Точно, нема простори, нема ни извештај. Што, дали ти контролирале, во кои точно фабрики влегле, дали има некакви информации? Не се лажам, јас тука малце одиме од правецот. Едно е правилно производство и производство на марихуана за медицински цели. И мојот прво искажување беше ние тука и целата оваа предистрага е за 215. Пред се и над се. Значи не можете нешто што е најдено, ако е најдено и ако потекнува од 215 не цела публика не се правници. Недозволено производство и пуштање на промет на опојни дроги, психотропни субстанции, прекурзори и така натака. Тоа е членот 215 кој што го регулира кривично го регулира прометот на опојни дроги, односно недозволениот промет. Од тој аспект сосема е небитно во оваа истрага како е, дали имало комисија, дали комисијата може да врши најдобар преглед и најдобра контрола можна во светот, а сепак таа марихуана да се извезува за криминални цели, односно не да се извезува, туку да се шверцува. Така да треба да се направи малце една разлика помеѓу шверц и одгледување легално на марихуана. Не се согласувам, зашто и да си ја довршам мислата, значи во делот на комисијата, чисто за публикава, двојна е контролата, Министерство за здравство ги издава лиценците, ја основа комисијата, ги именува министр 5 члена. Секоја сеидба треба да се пријави задолжително во Министерство за земјоделство, кој пата може да дојде во инспекција во тој дел преку својот инспекторат, и секоја берба треба да се најави, каде што исто така може да се изврши инспекција. Секое коренче кое што се засадува задолжително се брои, се верификува, се пријавува. Боже мој, растенија се некоја ако угине во текот на растението треба да се направи посебен записник. Сето тоа се заштитни механизми за да се спречат злоупотреби. Иначе нормално тој што сака да злоупотребува и на најдобрата регулатива и на најчестата контрола постои можност да злоупотребува. Меѓутоа, ова што го спомнавте, Паула, е факт.
Ја не сум слушнал за таа комисија откако се пензионираше првата председателка Лидија, тоа беше години наназад, па една година минимум мислам дека беа без председател. Значи, овој тип на механизам на контрола на државата очигледно е дека затаил. И сега да, не постои апсолутна заштита од злоупотреба, меѓутоа овде ни минимум стандардите не биле исполнети и почитувани кои што патем ги налага законот. Еве јас да ви дадам информација која што добив денес, дека во конкретната фирма комисијата за 2025 не била ниту еднаш на контрола. Сега, значи не се иде само по пријава на контрола, токму затоа постои таа надлежност да се направи во контрола, дали бројот на пријавени растенија кореспондира со она што е на терен, со бројот на пронајдени растенија. Тука се прават најголемите злоупотреби на нелегално, на она мимо закон одгледување. Двајцата имате искуство работите двајцата со странки кои што се приведени, уапсени, ги осудуваат па и за неколку грама марихуана. Имаме такви примери многу во нашите судови. Двајцата имате искуство. Нели е малку на некој начин да кажам лицемерно, некои во моментов одлежуваат затворски казни од 5, 3, 10 години за поседување 50 грама да речеме марихуана, а од друга страна само овие 5 тони марихуана кои што се запленети во Србија на наркопазарот се вредат 15 милиони евра. И сега некако од една страна фабрики, лиценци, еве имаме сега истрага, предистрага, како и да ја наречеме, дали некој садал на нива, исполнувал услови, од друга страна, па ќе дојдеме до легализацијата полека со прашањето. Мене ме интересира вашето мислење и на другиот. Како вие гледате на тоа? Како јас се можам за мене да зборам, ставот на судовите и на обвинителството е ужасен, а они имаат некој си свој став обвинителство дека до 5 грам, секако марихуаната се не е во рангот на тие опојни дроги како што е кокаинот, хероинот, амфетаминот, MDMA и така натака, сега ја да не зборам други дроги, се смета нешто за полесна дрога. И видите се, оној што ве гони, обвинителството, независно дали обично или за организиран криминал, особено основното обвинителство, имаат они свој некаков си правилник, каде што утврдиле дека до 5 грама марихуана, 5 грама, повторувам, марихуана, и тоа, пазите, оваа небулоза, која што е ноторна небулоза, тие 5 грама мораат да бидат спакувани во една кесичка. Значи, вие ако сте уживател на марихуана, не можете да не се зезате секој ден или секој саат да вадите и ќе ја ставите у 4 кесички и тие да тежат до 5 грама, повторно вас ќе ве процесуираат за оној член што ја кажав, за 215. Затоа што по нивниот гениален став мора, под наводници, мора да биде таа марихуана до 5 грама. И тоа е пародија една која што ја нема никаде во, ја мислам, освен во некои ригидни системи. Јас имав еден клиент, една норвежанка, уште ми е срам за нејзе. Јас влегов во тој предмет наследен, таа беше во притвор. Дошла тука, шета низ светот со трейлер и нејзе и наоѓаат негде околу 15 грама мешавина на тутун и на марихуана. Нити обид за продавање, нити било што. И јас кога влегов во тој предмет, она беше веќе 2 месеци во притвор. Мене ми беше срам и се уште ми е срам за таа особа. И што може јас да направам? Значи, за да побрзо го завршам предметот, а никако не беше тој предмет за признавање, како што многу се милува да се прави овие во последно време. Значи, јас морав да признам вина за да таа жена и дадат условна осуда и да ја протераат. И уште ми е срам од самиот себе и како бранител. Значи, не можете за мали количини. Друго е да имате вие количина, секаде се казнува количина од повеќе од
половина кило или што знам јас. Но никаде не се казнува количина 5 грама дали биле у 3 опаковки или била у една. Тоа е еден небулозен став на човек кој што не е замешан меѓу луѓе, кој што не е влезен во реален свет и кој што не ги знае нештата. Човек кој што ужива марихуана 5 грама се, да не лупам сега јас, ама сакам да кажам дека се за многу кратко време тоа се употребува. И не можете вие, полни се судовите со глупави обвиненија и со екстремно мали количини. Па ајде малце, тоа него притвор се определува. Па кога веќе ќе се определи притвор, имате притисок од страна на обвинителот да признае вина, зашто да признае вина. И нажалост има некои адвокати, мои колеги, бранители, кои што треба да се срамат, кои што ги своите... Да кажа дека полесно поминуваат оние кои што ќе признаат вина. Па точно тоа сакам да го кажам. И тие не се адвокати, туку се стручни соработници, ја така ги нарекувам во обвинителство, и ги тераат да признаат вина за некоја си смешна количина, и тоа после си носи своји последици. Еве, нека добијат и условна осуда, нека им се укине притворот. А треба ли да одите, да речеме, некој сака да се исели во Австралија, во Америка? Никогаш тоа нема вас да ви биде избришано. А тоа е за ваша лична употреба. Немате ни овозможување, тоа е посебен член. Значи тоа е самото чување не значи кривично дело. Но ви кажувам, ако било во повеќе кесички, тоа се смета дека е било наменето за продажба, иако нема ни обид на тоа. Сметам дека треба да се смени свеста, и во тој правец треба да се смени свеста. Прво, ајде на крајот на денот се смени малце свеста, допред, не баш кратко време, ама допред некое време, се сметаше дека марихуаната е исто со кокаин и хероин. Не исто, ама дрога е дрога. Зависност предизвикувала. Чекај бре, човече, тоа е страшна работа, страшно различна работа едното и другото. Значи цел свет, на секој концерт, тој што сака дува. Значи, јас нити го промовирам тоа, нити сум против. Оставам на секој по свое наоѓање. Отидете вие на некој концерт на некоја голема, јас бев во Лондон на Дейвид Боуи на концертот, па мислам дека ќе небото испари од марихуан. И што значи дека сите тие луѓе се вакви или так? Треба малце да се смени свеста и на полицајците, и на обвинителите, и на судиите, зашто ќе се води постапка, зашто ќе се определува притвор и зашто ќе се суди. Да ви кажам и уште оваа работа. Раните 2000-ти години, дали знаете дека во Гевгелија има прилично голем број на предмети, дека 2-3 џоинта се сметаше дека е прекршок против јавен ред и мир. И така се процесуираа со прекршок, со парична казна. Сега овдека носење, па сликање, па правење, па процесуирање, срамота е тоа. Зборам исклучиво за марихуана, не зборам за друга дрога. И некако тешко оди у промената на свеста на тие официјални лица кои што постапуваат во врска со тоа. Какво е вашето искуство и ви имате странки? Зборуваме конкретно за марихуана. Доволно само судиите да променат својата свест, затоа што начинот на кој што се и ова што се објаснуваше до сега и начинот на кои што се водат дел од овие предмети е еклатантен пример за она што со години го збораме и сите бранители го збориме, а тоа е онаа недозволива и незаконска симбиоза која што постои помеѓу кривичните судови и обвинителите. Значи во Македонија де факто обвинителот суди, тоа може да се наљутат колку сака, тоа е факт, и овие примери се еклатантен пример за тоа. Зашто говориме? Во 2009 година Љупчо Шврговски како тогашен републички јавен обвинител носи задолжително упатство дека до 5 грама канабис, до 2 грама кокаин или не знам кои други категоризации, али еве да се држиме за канабисот, до 5 грама канабис као толерираат, односно над 5 грама канабис секако носи по дефолт едно действие на извршување, има намера за продажба, но и намера за продажба е умислено действие кое што треба да се докаже не само од количеството. И до тука ќе дојдам до тоа, и до тука е во ред, затоа што републичкиот обвинител има право да дава упатства, но нашите судови како оче наш го имаат тоа упатство, работат шаблонски и тука се гледа да тие му даваат сила на закон. Да, не го цитираат, своевремено кога почна да работам ми го цитираа, па се бунеа бранители и не го цитираат,
таргетираат, но ако земете праксата, ќе видите дека се држат до упатството. 4,9 грама канабис не е за продажба, 5,1 грама канабис е за продажба. И она кај помалце кај повеќе мали пакувања. Поголемиот дел од улични дилери имаат однапред спремени мали пакувања за продажба. И ако вие сакате, не за 500 денари, за 2000 денари да купите, тој нема да ќе ви даде 4 мали пакувања едноставно, и ако вас полицијата ве уапси со тие 4 мали пакувања како конзумент, ќе ве таргетира како продавач. Сега, во однос на споредбата со другите наркотици не е баш така како што каже колегата, од проста причина што да, кај нас не постои посебна градација законска, но во 2021 прва категорија, втора категорија не, има листи на конвенција, значи 2021 година јануари Обединети нации по препорака од 2020 јануари на Светска здравствена организација го премести канабисот од листа 1 од листа 4, извинете, на најтешки наркотици, затоа што меѓународно до пред 5 години канабисот беше на ранг на хероин, што е лудило. Во листа 4 на најмалку опасни наркотици и треба да се бара, секогаш треба да се бара при пенализација, така и стои во конвенцијата, дека при пенализација треба да се води по два критериуми домицилниот суд, а тоа се можноста за адикција и можноста за адикција, за создавање адикција и можноста за да ви нанесе штета на здравјето, кои сега и официјално кај канабисот од пред 5 години се на минимално ниво. Но постои системот кај нас, сега ќе завршам, системот кај нас е многу ригиден, многу споро оди промена на свеста, но еве гледаме кај помладите колеги, морам да истакнам, обвинители и судии, има малку напредок па и на ова поле. Како вие со вашите странки поминувате, конкретно зборуваме за марихуана? Со обвинителството. Дали спогодби се потребни за да поминат вашите странки полесно или најголема количина канабис за која што секоја чест нема да кажам која беше обвинителка, која ми беше генерација на факултет. Јас потекнувам од една сјајна генерација, тоа несомнено ќе го кажам, и денеска има десетина судии, десетини обвинители и сите се тип-топ, да бидам и пристрасен малце, но најголема количина на која што имам видено да отфрли кривична пријава, јавен обвинител е 20 грама канабис. Едноставно, вели, јас стојам позади мојата одлука, дека тука нема елементи, не можам на некој да му ставам товар да си земам за зло и да не добие затвор. Други се консеквенциите, и Дуковски што збореше, нема да можеш да извадиш виза. Денеска сите бараат доказ за неосудуваност, вие нема да можете 5 години, 6 години да избришете таа пресуда, не е само консеквенција признај. Така да 12 грама канабис, така се јавува некоја поголема толеранција и можеби еве сега ќе се избере и нов јавен обвинител, можеби е време и за ново упатство визави и измените на листите на конвенција. Мислам, стварно е срамота. Јас сум имал случај исто така, значи кој што не признававме вина, фатен човек со 1 грам канабис и 1 грам амфетамин. И сега ние можеме да имаме предрасуди дека тој конзумира наркотични дроги, но судијата не сме да има предрасуда. Ги носеше внатре во цигарите, си го шеташе куќето, го апси полиција и добива за продажба на помало количество. Ставот на судот, односно на обвинителството, кој судот безпоговорно го прифати дека јас кажував дека од ниеден доказ не произлегува дека имал намера за продажба, туку дека било за лична конзумација. Ставот беше што кога сакаат го злоупотребуваат, кога сакаат не, дека не бил регистриран зависник, не баре вие конзумирате канабис и одите се пријавуваат у лудара дека сте зависник, што е нонсенс, и дека си го препиша од завршените зборови на обвинителството дека, цитирам, бил во близина на ресторан каде што се собираат млади луѓе и тоа значило дека он било за продажба. Мислам, мене би било срам да сум судија да ставам печат и подпис, меѓутоа тој судија прогресираше во апелација, така да кај нас се било. Така, дали... Само да кажем, да нема недоразбирање. Значи, јас реков дека марихуаната секако се класифицира како лесна дрога во однос на кокаинот и хероин. Дали бев разбран или не бев разбран, порано во бивша Југославија имаше една листа и сега е регулирано со други акти, но секако, значи и со акти и воопшто таа е класифицирана како полесна дрога од другите дроги. Третманот е сличен, не е исто да ве гонат за кило марихуана и за кило кокаин,
Има драстична разлика и во казнена политика, но секако и не се исти дроги. Колку е, например, казна затворска минимална што може да ја добиете, еве да кажеме за 50 грама марихуана? Зашто? За 50 грама марихуана, колку може? Видите, сега тоа е гледање на стаклена кугла, затоа што има тука многу аспекти за 50 грама. Прво, многу битна работа дали се работи за прв пат човек во судир на законот или 10 пати е суден за такво или слично кривично дело. Една работа што има. Значи, Македонија е, колку мене ми е познато, Македонија е во континентален правен систем. Значи, нема прецедент во Македонија. А токму во Македонија, отпред некое време, драстично се зголемија казните за опојни дроги. И тоа сега ќе ви кажам зошто и од кој конкретен случај. Го знаете случајот за Васил Јованов, сообраќајка што направи, но претходно беше суден за дрога. За дрога, да. Јас ви гарантирам, вие можете да ме проверите мене и во евиденцијата на апелациониот суд и на основните судови. Значи тоа прво доби, не сум го бранил јас, но ви ја кажувам само неговата судбина. Значи доби заводска мерка, за да таа заводска мерка се преиначи во ефективна казна затвор 3 години и 10 месеци. Од тој предмет до сега, а јас чекам некој да ме побие и да ми каже дека не е така. Значи казнената политика за опојни дроги е по дефолт зголемена, вака сега со математички речник ќе се изразам, минимум 30%, да не речам 40%. Зависи, секој предмет се испитува поединечно во однос на базата на тој предмет. И би било непристојно од моја страна сега да кажем, прво зависи каде е чувана таа марихуана. Како што реков, дали прв пат е тој сторител. Треба да се имамо предвид дека кај нас прво беше од година пред измените беше од година до 10 години предвидена казна затвор. Од година до 10 години. Од година до 10 години за став 1. За став 1, ако е група е друга приказка. Значи за став 1 беше од година до 10 години. Еден бивши министер амбициозен го смени тоа од година, исто тоа и за оружје беше од година до 10, па направи 3 години да биде. Ако ви е 3 години стартот вас за 50 грама, пак е неблагодарно, не сакам да се расфрлам со казни, но би добиле тука некаде. Што знам, ако ептен добиете ублажување, но секако ќе добиете ефективна казна затвор, што Германија чинам дека од месец мај ние не можеме да бидеме поголема правна држава и поголема демократија од Република Германија. Дури не знам што да направиме за 7 генерации. Од мај месец прошлата година она има 50 грама е дозволено за своја употреба. Значи не се они идиоти. А кај нас ви е запретена казна 3 години минимум. И сега вие случајно имате како малолетник или некогаш ве фатиле како со другарите сте вртеле еден джоинт и тогаш ви дале условна осуда, ова е суден, 50 грама и ќе поминете страшно. Значи страшно. Значи тоа е неверојатно. Неверојатно е тоа. Не знам таква ригидна политика дали има наказнување, дали има во некоја друга држава. И највише што ме боли, значи има брилијантни суди, има брилијантни обвинители, но најголемата глупост во кривичната постапка кога се работи за марихуана е следнава. Парафразирам. Ама така се почнува.
Така се почнува. Прво зимате вие еден-два джоинти и после одма у вена идете вие. Шмркате марихуана. Значи, мислам, глупости се тоа. Значи, тоа е човек кој што, зборам за некој судија или некој обвинител, што не се замешал со луѓе. Ја познавам луѓе кои што 40 години, викендашки или не мора да биде викендашки, функционираат брилијантно во приватен и во професионален живот и дуваат марихуана. Некој пие 2 кила виски кога ќе искочи на журка, некој пуши еден или два джоинта. Ваква ригидна политика на наказнување нема да ја намали прометот на марихуана, само ќе создаде, како да речам, абсолвенти на криминал во затворите. Кога ќе искочат да почнат да се занимаваат со некои по-сериозни кривични дела. Дојдовме до легализацијата на марихуаната. Дали ова значи дека вие сте за легализација на марихуаната? Апсолутно. Апсолутно. Под апсолутно. Мислам, 21 век сме. Мислам, не можеме да мислиме човек што има еден джоинт, тоа е негов избор. Прво тоа е негово лично човеково право. Јас сум апсолутно за легализација, но под не строги, него прецизни услови. Колку количина, дали може таа количина да се сади, како да се сади, колку може да се носи, каде да се употребува таа марихуана, дали таа може да се употребува во друштво со други луѓе. Се тоа се регулира, но јас сум огромен поборник на легализација на марихуана. И тука немам компромис во врска со тоа. Господине Митровски, вие до сега познате јавно вашиот став. 2017 година, символично на 20 април на Светскиот ден на канабисот, заедно со уште 6 партизани го основавме Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка. Тогаш беше прилично еуфорична атмосферата, односно тоа беше по носење на, значи морам да реагирам во телопот, не е правилна информацијата дека е декември 2017 измените во закон, беа донесени март, предлог измените беа декември ги даде Никола Тодоров како министр за здравство 2015, 2016 март веќе се донесе законот и почна да се применува, но тогаш беше една еуфорија и полето на медицински канабис добиваше замав, но и многу порано сум се залагал и денеска кога веќе 4 години активно не конзумирам канабис, се залагам апсолутно за легализација на канабис, па се излегува дека ние во студио нели сме глупи адвокати и сакаме да имаме помалку предмети, но покрај тоа што сме адвокати сме и граѓани на оваа држава и сакаме да живееме во нормална држава. Проблемот кај нас, тоа е исклучително тажна приказна Паула, затоа што ја следев од почеток до крај, бидејќи бев активен учесник. Значи, ако Македонија беше само втора земја во Европа која што го легализираше медицинскиот канабис, да бидам јасен, јас се залагам и за легализација во рекреативни цели, но ако Македонија беше само втора земја веднаш после Хрватска со легализација на канабис за медицински цели, законот е малтене непроменет, а Хрватска, например, има отворено цел центар за лечење со канабис, нормално во оние состојби каде што може да се апликативни, канцер, ХИВ, реума, Алцхаймер и така натаму. Само вака не е панацеа канабисот, не треба да се представува како панацеа. Дали маслото од канабис, производот, ги ублажува симптомите на овие? Сакав и тоа да ве прашам односно на кој ги ублажува, не може да ги лечи. Меѓутоа ги многу силно ги ублажува симптомите. Секогаш сум имал став да е многу погрешно да дел активистите тоа го правеле да го представуваат канабисот како панацеа. Она што е проблем генерално со фармацијата кај нас е да користи еден стандард за 6 милиарди луѓе. Секој човек како битие, како организам е засебен организам. На некој канабисот можеби ќе му помогне, можеби ќе му шкоди, на некој ќе му помогне. Така да не можете така шаблонски да кажете ги ублачува и на крајот на денот јас не сум доктор, но дека има доволно над 20.000 научни студии има за позитивна примена на медицински канабис, кои што ги правеле доктори на науки. Она што сакав да ви го кажам е дека е тажна приказна дека ние каскаме во место, а тоа е така, тоа не е случајно така, затоа што додека
Тогашната влада на ВМРО ДПМН кратко фати од тој период, имаше 3-4 лиценци и вистински бум во отварање на купи нива, стави хангар, доби лиценца, јас така го нарекувам тоа вака банализирачки, доживеа откако Зоран Заев стана премиер, затоа што тогаш имаше кај дел од, сега не сакам да звучам вулгарно, ама знаеш, као зоката ми е другар, ќе извадам лиценца. Јас имав прилика да кај мене дојде во канцеларија инвеститор, наш човек иселен во Швајцарија, кој што сакаше да инвестира во тој бизнис и ми покажуваше видеоматеријал како он отишол да гледа, вика како може ова да има лиценца, затоа што вие за да аплицирате за лиценца треба претходно сите услови што претходно ги зборев. Простори, вентилација, и на крај аплицирате персонал вработен, па на крај аплицирате за лиценца. Човекот ми покажуваше обичен од монтажен материјал хангар, кој што немаше ништо внатре и имаше лиценца. Значи, многу се злоупотребуваше тоа и таа приказна успешно ја угушија политичарите поради нивното незнаење и алчност. Не е тајна дека тогашната политичка клика и нивните семејства се занимаваа, значи јавно, мислам, тоа не беше тајно со бизнисот со канабис, и ако во 2017 беше проекција дека во Европа пазарот на канабис ќе вреди 7 милиарди евра, тој во 2025 сега вреди 2026 вреди едва 500 милиони евра. Исто така треба да не заборавите дека ние испуштивме златна прилика да Германија до лани Германија и Полска не дава да се допуштаа производи на пазар, но не да се одгајава кај нив. И тоа е 120-30 милионски пазар кој што ние не го искористивме. Но сите измени, два пати имаше обид, и тоа последниот пат беше на минута пред избори, пред да се распушти парламентот, 2020 изборите, тогашното владеачко мнозинство на СДСМ се обиде да протурка измени скандалозни. 1 милион евра за лиценца, гаранција не баре казино, секакви услови за да може да го, по моје мислење, да го отежни, односно да ја исчисти конкуренцијата и само една фамилија се знае на која алудирам да може да се занимава со тој бизнис. Но сите измени го фаворизирале бизнис факторот. Ние како Билка се залагавме и имаме дадено предлог амандмани кои што тогаш одеа преку преку ЛДП, ако не се лажам, и не беа прифатени, да биде услов за да се даде лиценца, да може да биде услов да се добие лиценца да се пласираат производи на пазарот. Инаку која е логиката да ние имаме парадоксална ситуација на легализиран медицински канабис, а цело производство иде за извоз, а ние граѓаните кои што сме суеверен, кои што го даваме суверенитетот на државата, да ние немаме никаков бенефит од тоа. Оваа влада на ВМРО ДПМН нормално е отворено конзервативна, не верувам дека нешто би направила во прогресирање во тој план, така да тоа е една многу тажна приказна. Инаку, нели, од искажаното апсолутно се веројатно се излекува заклучокот дека сум за легализација на канабис во медицински и рекреативни цели. Во врска со она што го прашавте, во врска со лечење со канабис, јас ни оддалеку не сум лекар и избегавам, можда не сум ни аматер за тоа да го зборам, но емпириски знам една работа, дека за одредени има неколку методи, има неколку методи, јас што ги знам, може да има 100 референтни методи кои што за производство на масло од канабис, и тоа покажување на некои ликови кои што тоа го прават. Има масло од CBD, кое што не содржи тетрахидроканабиол, и масло од THC. CBD вие оние јажиња што ви се цела душко-млекарот што го судеа во битола и во кочани, што цело кочани вие, оние бродски јажиња, тоа ви е CBD. И сега наводно тие биле користени за одредени лекови. Јас се шокирав кога видов колку тоа просто се прави и колку, вака ви го кажувам од прва рака, познавајќи го, користејќи го знаењето на еден човек кој што тоа го прави, а кој што па користи еден еврејски лекар тоа таа метода. Пола Македонија источна пола голем број на полицајци, значи вака со значителни финансиски средства се стекна со
изработка и со продавање, братче, ова ти е за ова епилепсија, ова ти е масло од CBD или ова е масло од THC. Тоа е шарлатанство и тоа јас не би се согласил дека може секој тоа да го прави и би сакал да тоа го прави овластена институција или човек кој што е вичен за тоа. Инаку да ви кажам една пародија, значи една голема фармацевтска компанија која што исто така произведува масло од канабис. Се јавуваше кај еден мој клиент за карцином на близок член од семејство, а не веруваа на својот производ, кој што го продаваат и кошта негде околу 2000-2500 денари. Тогаш кошташе, сега може да и повеќе, и зема од него. Но повторно кажувам, тоа е едно обично шарлатанство. Значи, не можам јас да знам нешто повеќе од некој лекар. Еве вака матерски кога читам, апсолутно сметам дека за одредени болести дека маслото во зависност од тоа на што го реков CBD или THC помага или за одржување на таква ситуација или за некое стагнирање или некогаш и за лекување. Но под контролирани услови и од стручни лица, не од идиоти кои што знае он да направи на звук поправа возило. Знаете тоа? Сега лаптопови има, Паула, една и од целите на легализација, односно декриминализација или легализација во медицински цели беше токму и тоа, да се сузбие црниот пазар и сите ризици кои што тој ги носи. Нормално да секој што работи на црн пазар, повеќето од нив се со профит намера, значи ставаат се и свашта, немаат искрена намера кон вас. Еве јас искрено ќе ви кажам, јас сум приготвувал лично, мислам во мојот дом се правело тоа за потребите. Мајка ми беше оболена и Бог да прости, почина од канцер. Значи јас сум го правил тоа лично и са криминалец ли сум, разбирам, меѓутоа мене ми го правеше особа блиска која што нормално никогаш нема да ја откриам. И сакам да ви кажам, една од главните цели беше и тоа, да се сузбие, да отидеме од црното во белото, да отидеме од илегалната сфера во легалната сфера, а што направи државата? Направи контраефект. Од една страна воведува 4 состојби кои што вели тука има апликација, значи признава дека има лечебен ефект. Од друга страна лошата кодификација, лошите законски решенија доведуваат до тоа да сега уште повеќе зависат пациентиве од црниот пазар, да вели државава признава дека има лечебен ефект, ама нема квалитетни производи или во доволен број на пазарот и јас повторно морам да се неливе на шарлатани, да се оставам. Така да тоа е една многу тажна приказна. Ако еве ја и апелирам, ако немаше проблем, па и во супер конзервативните во последните години од своето владење ВМРО ДПМН како конзервативна партија или по вокација, не гледам зашто оваа влада би имала проблем. На страна сузбивање, запленување, тоа нормално. Мислам, секој го очекува, ако се докаже, нека си одговараат, нека им запленат, нека им земаат лиценци, ние со тоа немаме проблем. И на крајот на денот, тоа што го спомна, со ова ќе завршам мислата. Недозволиво е да ако јас имам 1.000.000 евра и политички и финансиски врски, да можам да имам речиси неограничен број растенија, а ако Јанаки Митровски или Сашко Дуковски или кој год во Македонија има болен родител и одгајава 2 растенија, тоа е криминалец. Тоа е за мене неоддржлива и крајно неправедна состојба. Многу често во јавноста се зборува дека облажува симптоми на заболениот карцином. Кои еве други прва рака информација? Јас можам прва рака да ви кажам, видете, мојот родител е растен во бивша Југославија, да не навредам никој, значи така да речеме комунистички воспитуван. Кога диагностицираа со канцер, таа се оперираше, веруваше на традиционална медицина и воопшто не сакаше да се подлежи. 3 месеци подоцна на совет на незиниот го прашала онкологот и рекол не можам да ти кажам дали ќе ти помогне, не може да ти наштети, ја би ти препорачал да зимаш, меѓутоа мојата мајка не му даде шанса. На маслото многу кратко време го зимаше преку форма на чепчиња и ректално. Набрзо почина, тоа што го имавме како го дадовме по пациенти, не можам да ви кажам. Знам за, не е фер да се кажува, на родител на еден познат угостител, живееше најмалку 6-7 години со
чинам дека беше карцином на црн дроб. Тој, мислам дека тој карцином е најбрзо смртниот карцином. И беше многу трагично кога во недостаток на материјал да се тоа произведе, најлегално во продавница во Словенија човекот нарача и преку ДХЛ му го пратија тука. Значи за каков шверц правиме муавет. Преку ДХЛ даде 1000 евра за пакување и го гонеа тука за недозволено производство и пуштање во промет на опојни на дроги. Нешто што се купува со фискална каса фискална сметка во Словенија. Така да ја од таму знам, повторно ќе кажам, сум опасен аматер за тоа, врска немам, но од таму знам дека човекот преживеа долги години, а дали почина после од карцином, сметам дека да, но сепак 6 години некој да ти ги даде. Исто така знам на еден мој другар, неговиот брат, неговата сопруга има карцином на мозок и живеа здрави 3-4 години. Зошто тоа да не може? Ајде. Јас сум син на лекар, татко ми беше педијатар. Значи, ако некој верува во традиционална медицина, тоа сум ја. Значи, нема човек што повеќе верува. Но, нека не го лечи карциномот или некоја болест. Доволно е да ја задржува таа ситуација. Или да одиме најнакрај. Само да намалува болки. Малку ли? Па знаете, јас сум имал клиент кој што кај мене у канцеларија имал дете од епилепсија. И збори со еден човек кој што требаше да му прави масло од канабис. И му вели, јас не можам да ти купувам, па донеси, ќе ти го направам. Он вика, имам ја нива, вика, од Куманово. Ја имам нива близко до Пчиња. Леле, вика, како пораснаа, да знаеш, вика, искинаа све и тие пластеници и све. Ја му викам, ало, ќе те фатат, ма ми е гајле, бре, вика, дали ќе ме фатат или не, детево ми е 10 пати подобро од тоа. Значи, ништо друго нека не помага, само да помага за болки, за мене е доволно. Има и друг бенефит, да кажем, од легализација на марихуаната. Дали би се согласиле со мене? Европска држава, каде што знаеме каде е легализирана и кофишопови се нели толку популарни, цвета туризам, средена држава Холандија. Тоа се секундарни придобивки. Дворете тоа, но тоа се... Меѓутоа, дали ќе се согласите со мене? Доколку во Македонија ја легализираме. И да кажеме, централно подрачје, каде што ни доаѓаат туристи, е Стара Чаршија. И да ги вратиме борделите во Стара Чаршија и да отвориме кофишопови. Дали би се согласиле со мене? Ја мислам дека Скопје ќе има прилив од туристи. Ни Охрид, ни никој во регионот нема да биде како нас. Мислам дека градската каса ќе биде толку полна, ќе можеме да правиме проекти, пречистилни станици, све да ни биде чисто. Добре, не мора да е градската чаршија, ама да кажеме дали ќе имаме бенефит. На оптимистичко, не може да нема бенефит. Прво, црниот пазар ќе се не верувам дека ќе се уништи. Не може да се уништи. Значи не може да се уништи. Многу посредени држави, вие ја спомнавте Холандија. Кој е после Шпанија, кој е најголем овакво пристаниште во Европа? Каде стигнува најголемата количина? Не зборам само за марихуана. Тоа е Ротердам. Нели ви е легализирана марихуаната у кофишоп? Значи, дека тоа ќе се искорени црниот пазар, тоа да видам, па не верувам. Ама, ако ништо друго, црната ќе биде поевтина, она купена на црн пазар ќе биде поевтина од онаа што ти ја купуваш легално, што се плаќаат сите даноци. Некој и од тоа ќе тргнува, но секако позитивен импакт има за... И сметам, ви во Хрватска ви се продава. Пријател мој сега беше во Сплит, си купува у продавница. Што е разликата тоа? Што е тоа CBD? ТХЦ Не, не се продава ТХЦ. Бев се у Хрватска, не се баш и барав. Има кофишопови, меѓутоа се со CBD, затоа што видите ТХЦ е психотропната супстанца, односно онаа која што условно речено ви прави да сте хај. Инаку ако конзумирате канабис од CBD, ќе имате релаксирачки,
моментно нема да доживеете хај, вака народски кажано. Тоа е разликата. А имате релаксирачки момент? Да, имате релаксирачки, можеби ќе ви ублажи болка, односно би требало да ви ублажи болка и така начина има и како се инхалира. А вие во Холандија кофишоповите има? Кофишоповите вака во Холандија од 77 се отворени кофишоповите, неколку пати се правени законски измени и треба да разберете дека таму е многу интересна ситуацијата да сите кофишопови се снабдуваат од нелегални растачи. Значи, таму има постанови, ако одите по згради има упатства како да пријавите ако приметите дека некој нелегално одгајава и даваат награда некоја символична за тоа. Значи, самите одгајавачи се нелегални и тука имате мачка глушец. Секога не ви е тоа ние што мислиме тука си живееме во еден розов свет за Холандија и мислиме дека таму вие може да отидете со две вреќи и да застанете на плоштад и да земете бомбарди. Значи вие можете само во тој кофишоп да го пушите. Има знаци по Сега имате таму 10 врсти. Имате сканк, имате ова, имате вака, имате така како пиво. Имаш скопско, имаш ДАП, имаш Хајнекен, имаш што знам ја, Амстердам. Значи по Амстердам има и знаци дека е забрането, дека полиција може да ти викнат ако одиш по улица. Са толеранцијата на самата полиција, видете, фала Бог дека е поголема отколку кај нас, но например, еве јас сум бил и во Прага каде што конзумацијата е дозволена, но повторно ако на јавно место, ако сака полицајецот, но видете со самата легализација и самата полиција ќе дестигматизира корисници со тек на време, са нормално конзервативен елемент, секогаш ќе постои. Видете Америка како федерална држава. Имате држави каде што целосно ви е легализирана марихуаната, а имате држави, особено оние држави што се на југот и оние конзервативни држави. Не де Боже да ви е со она правило кај нив што судат големите вака вични правници, трет прекршок. Трет прекршок. Ако ве фатат со мала количина на марихуана до 400 метри од училиште, вие добивате трет прекршок доживотна казна затвор. Тоа е страшно. Така да никој го нема целосно решено и еднаш за секогаш. Но со ваква ригидност ништо не се постигнува. Ништо, повторувам, ништо не се постигнува и ние само тапкаме во место како од демократски аспект, така од финансиски аспект, така од било како и ако сакате веќе и од медицински аспект и од прилив во буџетот. Од сите можни аспекти треба да се легализира марихуана. Прохибицијата, ова само ќе го кажам, докажано не функционира. Амандманот на Уставот на САД, со кој што се направи алкохолот нелегален од 20 до 33 година, ги катапултираше италијанските мафиози во оној ранг на гангстери во кој што стана. Претходно беа ситни лопови. Тогаш стана организираниот криминал толку моќен кога прохибицијата ја воведува во САД. Прохибицијата докажано не функционира. Нормално дека треба да биде регулирано, бидејќи сепак постојат одредени индикации, односно е на листа на harmful drugs, но мислам дека сме јасни на ставот дека легализација треба да се случи. Колку е тоа можно во Македонија, не сум убеден. Така, јас ви благодарам на двајцата, имавме на вистина плодна дискусија. Почитувани, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Се гледаме наредниот понеделник во ист термин во 22:30. До тогаш останете со програмата на Алфа.